Почитувани мој добар ден, следите уште едно ново издание на Црвена линија. А еве зашто ќе зборуваме токму со вас во него. Лицата со попреченост 3 дена протестираа и кампуваа пред владата и порачаа 78% социјална правда без дискриминација. Побара од Министерството за труд и социјална политика да се покачи додатокот за попреченост кај деца и возрастни за 78%. Личната асистенција да се зголеми од 80 на 160 часа, а родителите на овие деца кои работат 4 часа, останатите 4 часа да бидат исплатени согласно примањата, а не според просечната плата. И исто така побара и назначување на народен правобранител за решавање на нивните потреби. Дали државата доволно се грижи за лицата со попреченост? Тоа е она што ве прашуваме денес во Црвена линија и секако особено оние кои што се директно засегнати би сакале да се вклучат во ова денешно издание. А јас меѓу другото ќе потсетам дека и на социјалните мрежи ни е поставена како и секогаш темата, така да заследете не на Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија, профилот на Телма телевизија секако на Facebook и задолжително на Инстаграм, каде што веќе во истиот овој момент можете да кликнете и да дадете одговор на нашето денешно Инстаграм стори прашање. Дали државата доволно се грижи за лицата со попреченост? Две опции за одговор да, не, и практично ова е прашањето кое што ќе го поставиме денес за сите вас. А во продолжение и ќе продолжиме со прилогот на Сотир Трајков, па потоа преминуваме на разговорот со вас. Оставка! 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 Сакаме права! Сакаме права! Оставка од надлежните заради неостварени социјални права побараа лицата со попреченост и нивните поддржувачи на денешниот трет ден откако протестираат и кампуваат пред владата. Гневни се зашто платите на функционерите пораснаа до 78% и бараат зголемување за толку и на нивните социјални права. Сега и веднаш бараме додатоците за попреченост да бидат покачени за 78%, асистентската поддршка која ја добиваме 80 часа да биде 160 часа, исто така родителите кои работат со пола работно време, а државата им го покрива остатокот, уствари не им го покрива, им го крати да биде согласно нивните примања, а не согласно просечната плата. Бараат изголемување за 78% на образовните асистенти, исто толку проценти да е адаптирана програмата за учениците со попреченост и пристапноста на јавните површини и во училниците. Ортопедските помагала за слепите и за лицата со телесен инвалидитет да ги покрива Фондот за здравство, а партиципацијата за инвалидски колички да се зголеми од 60 на 120.000 денари. Бараат и омбудсманот да го води лице со попреченост и донесување посебен закон за достоинство и благосостојба на лицата со попреченост согласно меѓународната конвенција. И тука и онамо оние 120 багабонти 30 години лажат и манипулират со народот. Не може веќе така. Нема компромис кога се работи за човековите права и остануваме тука доколку по европско знаменце не се донесе законот лекс специјалис. А знаете колку кошта се направи една рампа? 10 евра. А тие се покачија платата по 700 евра. По нивното покачување од платата може да се направат на пола Скопје рампи. За барањата на лицата со попреченост побаравме одговор од владата, но оттаму останаа недостапни. За нивните барања лицата со попреченост попладнево во собранието се среќаваат со пратеници од СДСМ и од ВМРО ДПМНЕ, а најавуваат и продолжување на протестите пред владата од петок до остварување на барањата. И така погледнавме и прилогот на Сотир Трајков како една увертира или влез во денешната дискусија. Конкретно ќе потсетиме дека ве прашуваме дали државата доволно се грижи за лицата со попреченост. Веќе го имаме и првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, кои ќе бидат вашите одговори? Вака. Јас најнапред сакам да упатам еден апел до уредувачката политика на Телма телевизија, на вашите, јас ги следам сите ваши и со Боби, и со Снежана Созем, и со Вин, додека беше и се,
Би било убаво понекогаш и ваквите теми, бидејќи ова е дел од животот, да бидат на една таква дебатна емисија разгледувани. А сега накратко, државата се грижи. Па и не се грижи толку доволно за лицата. Сама сум лице со попреченост, веднаш да кажам, слепо лице сум. И мислам дека таргет на проблемите може да се решат не вака, меѓутоа оваа власт воопшто не е отворена за соработка и не сака да ги слушни нашите идеи. Ние знаеме дека е Македонија сиромашна, но не треба вака да се решават. Јас мислам дека нам ни требаат многу повеќе сервиси отколку самите пари. И пред се за родителите кои имаат дечиња со попреченост, многу повеќе ќе биде од ефект нивното дете да биде 8 или 9 часа згрижено во одреден центар, каде ќе добие образование, рехабилитација, едукација, а мајката и таткото додат на работа, така ќе имаме едно здраво, среќно и спокојно семејство, а не фрустрирани родители и нефункционални семејства и да страда здравото дете во истото семејство. Потоа сервисите, дали само 80 часа, мене како на слепо лице ми се доволни да го одживеам нормално животот. Пред се ќе ви се заблагодарам најнапред што сте први и го пробивте мразот во денешната дискусија на Црвена линија. Особено ми е драго што еве и самите сте директно засегнати од оваа проблематика, па го споделивте и вашиот став со гледачите на Црвена линија. И секако благодарам еве што укажавте и дадовте идеја во која насока треба да се одвиваат можеби и дебатните емисии. Како и да е, се слуша, се регистрира и токму затоа Црвена линија и постои со цел токму од граѓаните да излезат и идеите, но и одговорите на прашањата кои што сите не мачат. А денес Црвена линија прашува дали државата доволно се грижи за лицата со попреченост. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Дали државата се грижи за лицата на попреченост? Да. Не. Како се грижи? Кој се грижи само за себе? Они за нешто не се грижи. Туѓите нека ја намали на 3.000 дена. Ето така ќе намали. За ништо не ги бил. За ништо. Кој е ова? Ја не знам. Попреченост. Абе, дајте на туѓето бе. Дајте на туѓето пари бе. Дај на вашите ќе може да трупне милиони. Вие да ги да ги кажете. Ето, Тина, тоа е катастрофа држава. Не знаеш да каде да фатиш. Тоа е тоа. Пишне познако. Благодарам, бидете поздравени и вие, но секако останете со Телма телевизија и ова издание на Црвена линија за да ги слушнете и останатите одговори и ставови на гледачите кои што ќе се вклучат. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Ја да ви кажам, мојата ќерка сега ќе прави во септември 4 години како почина од мултиплекс склероза со која се бореше 25 години. За тие 25 години ништо не сме видели од државата. Значи ништо уште тогаш. Рампи, сам правев рампа во зградата и најголема плечка ми беа станарите во зградата, што не дозволува како ние ќе се симињаме по таа рампа, а таа рампа ја платив 15.000 денари, за среќа општината Карпош ми врати 10.000 денари од целата сума. И сакам да кажам дека и за овие коливе што ги паркираат, не водат никаква онаква гајле име дали ќе треба полицијата да тоа и општинарите да се грижат за тие онакво. За туѓата, за мобилноста што требаше да добие, вие да знаете какво малтретирање ни правила, дури ќерката на крај се откаже, че тато вика ајде да си одиме дома, вика ја не ми треба тие 7.000. И на крај ги дадоа, видоа дека е упорна и ги дадоа. Кога не можеше на нозе и на крај ми почина во гериатрија во Сјурайтер, со дигобитуси се појавија. И никој, дури тие 16.000 што треба да ми 6.000 да ми ги испадат за тие 12 дена што беше почината,
и тие ми ги одбивам и барава оставинска постапка да донесам. Благодарам за вклучувањето во црвена линија и навистина ми е жал за она ништо сте поминале во животот и особено за загубата која што сте ја преживеале. И секако големо благодарам што еве директно од вашето лично искуство споделивте всушност низ каква голгота сте поминале. Продолжуваме секако со вас, драги мои. Ако имаме гледач, добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Благодарам. Гледаме какви ли се случувања се случуваат по Македонија, каква ли мака преживува македонецот, какви ли штети преживува и трпи македонецот. А камо ли да има грижа за овие со попреченост? Каква грижа? Тие се погрижија да си направат плати од 2000 евра, да си изгласаат буџет, да земаат милиони, милиарди на заем од светот да побаруваат. Секојдневно да трошат милиони нашите министерства. Крај да не им се знае колку трошат, каде ги трошат, зашто ги трошат, коли државни да го употребуват, да одат кај сакат, колку сакат, каде сакат, кога сакат. А за овие нема за лекови, нема за основни потреби, нема за ништо нема за народот. Наročito за македонецот. Македонецот само да плаќа казни, да дава даноци, да плаќа струја и за тие што не плаќаат и да молчи. Еве, сега овие кобаи се договараат да направат нешто подобро. Нема врска. Овие се послушници, само легави деца кои што слушаат командата на душманите и молчат и пред нас продаваат титри, а ние кобаи ги веруваме, а веќе не гледаме дека ништо нема за верување од овие што не водат. Затоа што Ахмети кажа дека тие владеат со се што е во Македонија да владеа. И затоа овие се само формално. Благодарам за вклучувањето и ќе потсетам темата на која што денес се фокусираме е всушност дали државата доволно се грижи за лицата со попреченост. Но интересно е дека и од гледачот кој што се вклучи во црвена линија, неговото лично искуство укажа на тоа дека можеби и ние како народ немаме толку многу слух и разбирање, особено кога станува збор за лицата со попреченост. Како и да продолжуваме секако со вас и еве ги охрабрувам сите оние кои што се директно, ќе повторам, засегнати од оваа проблематика, да се вклучат и да го пренесат своето лично искуство. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Как да се кратовско. Значи, државата не води ред за луѓето, а не па со посебни потреби. Така да ние во кратовските села од 94-та година сме изложени на извршители, на секакви глупости. Учествувавме по 300 метри со наши средства во водење на вода и се уште немаме вода за пиење. И некој ќе рече се води грижа за луѓето, а не па со посебни потреби. Така да сите овие институции што постојат, би дал предлог, слободно да се затворат. Што велеше господинот Љубослав Иванов Зинко. Нам се ни потребни прости луѓе, овчари и работници, а не некој нешто да направи. Како ги гласаме, како се местат, све полошо и полошо. Така да проблемот е рибата мириса во главата. Тоа е големиот проблем. Сите институции, Центрот за социјални работи, на оние способните што работат ни дава по 5000 денари, а оние што работат со 40 дена нема толку. Така да тоа социјално се користи највеќе до 6 месеци, а не повеќе. Така да никој не работи. Благодарам многу за јавувањето. Секако продолжете да не следите на телефонскиот број 023070005. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, Баба Роска, вие сте? Да, Баба Роска е на телефон, ма ме превари еден човек, нема везе, ај добро.
Како да е на вистинското место? Ја малку покасно се уклучи, темата е... Темата е дали државата според вас доволно се грижи за лицата со попреченост? Државата се грижи само за златни лажици и плата да покачат. А за тие болници и така дефектни деца никој не се грижи, па ни за пензионери, па ни за никого не се живеат. Значи, оваа влада ни ја напри државата турлитава. Ама, па до некаде и ние смо криви, зашо ги биравме? Кој ги бираше? И тие са виновни што ги бира, и тие са исти како во владата, како Ковачевски, како Заев, па и овие што ги подржаваат тамо. Али за кога ова ние ќе трпеме? Па веќе на раменја не се каче, още на глава ли да ни седнат? Ајде, другари, македонци, албанци, роми, сите нации кои се засегнати од оваа влада да излеземе, а Баба Роска со паперичка и со крива нога у првиот ред ќе биде. Да ги турнеме, да ги стераме со владата. Баба Роска, еве, дали ви изгледаат невозможни барањата? Дали според вас се може да се исполни, еве, да се постигне тоа покачување од 78% на додатокот кој што им е неопходен и еве да се зголеми асистенцијата од 80 на 160 часа? Не, тоа да се симне све на нив, да се даде на тие што бркат у континер за леп. Благодарам многу за јавувањето. Прашањето ни е она што го бараат лицата веќе со денови на протест. Еве, според вас колку е возможно да се оствари и дали всушност државата воопшто има слух за потребите на лицата со попреченост? И дали доволно се грижи секако? Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, секој е добро, во црвена линија сте. Па дали државата доволно се грижи? Па еве гледаме по тоа што земаат 8500, имаше на телевизија женската, имаше во една ТВ програма, 8500 зима. Па како може со тие пари, вика, не може ни лекови, тоа неиздржливо е. Значи, како за нив што накачија толку, можат и за овие луѓе да накачат. Така да они се некои случајно, мислам случајно, не сакајќи останали инвалиди, не се сите, мислам така родени. И срамота е ова што се случува. Се сеќавам за шарената револуција, Шекеринска цело време сендвичи им даваше. Сега на овие, кој да им даде? Ние обичните и немаме и за нас што се вика. Сега значи треба некој да ги помогне во нивните барања. А тоа дека се во право, сигурно 100% се во право. И подхитно да им се скратат на овие 78%, со тие пари автоматски може да ги згрижат сите, не знам сега точно по број колку се, 1000 и нешто рекоа, не знам точно. Да им се дадат сите можности, рампи и помагала, кажуваат дека и количките, сето тоа го плаќаат. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Еве ќе одиме и со еден твит кој што овде е напоменато во однос на колку изнесува социјалната помош, а, например, додатокот за лицата со попреченост, како што велат тие, 8500 денари. Охцив One Peak има напишано како една паралела или споредба социјална помош во државава 40,7 евра. Пратеничка плата 2000 евра. Кажете во која држава се случува ваква лакрдија? Во која држава е ваква разликата меѓу социјална помош и пратеничка плата? Но ние денес ова издание го посветуваме на лицата со попреченост и нивните барања кои што веќе 3 ден на протести ги посочуваат кон властите, па прашуваме дали според вас државата доволно се грижи за овие лица. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Да, поздрав ти на многу. Голем поздрав и до вас. Да, благодарам. Значи, сакам да ти кажам најискрено дека убаво што ја отворивте темава. Значи, секоја чест и секој ден да отварате.
Значи, знаеш што не ми се допадна? Вчера бев јас таму кај пред влада, мене не ми беше добро, значи нешто ми се слуши, притисокот ми падна. Не дочекав да бидам со нив до 12 до 1 часот, поседев пола сат и си заминав. Жално беше тина што немаше луѓе. Значи, ние сите сме не луѓе, значи нема човек. Дали само на тој му пречи што е со попреченост, или сите треба да ги поддржиме? Дали сите имавме некоја работа баш вчера? Јас ќе го искористам моментот со оглед на тоа што и ве споделивте, што се вели од лице место вчера како изгледало. Паралелно има и на твит објавен од страна на Джиджелен, кој што напишал, ако има помалку од 21 човек ќе мора да се одблокира улицата, буквално ги молат луѓево да не се разодитуваат. Джиджел е напишал: прв протест ми е срамно и жално колку нема никој. Ова се зборовите кои што и вие сега ги укажувате. Па тоа ти на мене ме погоди, многу ме погоди го. Нема човекот, значи, не значи ако дека јас не сум со попреченост, па имам ја тогаш некоја друга попреченост во мозокот, затоа што зашто немам емпатија во мене, во сите нас? Што не спречи нас, ајде вие некој на работа, ама ние што сме дома, еве ја пензионер. Благодарам многу за вклучувањето и особено благодарам еве што токму она што очекувам од гледачите е да споделите и ваши директни искуства, па еве и во однос на тоа колку и ние како народ имаме сенс, чувство за оние на кои што можеби им е потребна помош, поддршка, а особено каков е нашиот однос како народ кон лицата со попреченост и дали фокусот е сега како државата доволно се грижи за овие лица. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Црвена линија, да. Вака за темата ти што викате ова е дека дали државата се грижи. Никако не се грижи. Ама уопште, буквално, јас сум еден од тие што сум парализиран. Цела лева страна сум парализиран и не можам да одам. Мозочен удар имам, све имам. И секој ден идам со луѓе ме носат натаму, а државата уопште не се интересира. За една туѓа нега секоја година ми барат мене документи. Ало? Да, ве слушаме. Продолжете. Секоја година, веќе 10 години сум така, ме малтретираат. Никако да ми дават мене туѓа нега за ставно. Ба што е проблемот? Што барат од нас овие? Од лицето со попреченост? Што барат? Што да умреме, па тогаш да ни дават? Што не знам што барат овие од државата. А за нив ги покачува плативе 78%. А за нас никој не гледа. Со 12.000 пензија, ја лековите не можем да ги покривам. А еве од друг агол, дали имате некакви искуства, освен од ова немањето финансиска поддршка, еве како граѓанин, што би издвоиле со оглед на тоа што имате лично искуство, директно сте засегнати? Јас сум засегнат, тоа држава треба ме да во однос на поставеност на рампи, достапност, она се што ви е неопходно за да имате достојно функционирање секојдневно. Па мене проблемот ми е со лекарствата. И некои лекови не може да ги најдам. На рецепта и ги плаќам приватно. Некојаш ги нема, само со приватно. А кај да искачам со 13-12 пензија, а да лековите да ги плувам се приватно да ги купувам. Така, благодарам многу што се вклучивте во црвена линија и секако продолжете да не следите. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали сум на линија? Да, во црвена линија сте, повелете. Видите, за темата да зборувам, темата е добра, дали државата се доволно грижи за лицата со попреченост. Видите, ако не се грижи државата за тие лица, кој се грижи? Значи, нормално се грижи државата. Дали е тоа доволно или не е доволно, тоа е друго прашање, треба да се зборува. А не да кажува да се обвинува државата дека не се грижи за лицата. Човекот се зборува... Еве ги слушнавте искуствата од луѓето кои што се со попреченост. Како го коментирате тоа? Луѓето што се со попреченост тие има право да си бара.
Ова сета одлука што ја дојде Уставниот суд не пристајна, не добра одлука, например, 78% и те секој нормално бара во тоа сивелија да зему 78% покачување. Без обзира да гледа дали тој буџет или таа држава има толку могуćност. Ако еден од тие Уставниот суд направи грешка, сите тие што се лицата си покачи ја платите. Како тоа сите граничаните, сите друго, ома 0,78 по 2000 евра плата како да се наоѓа во западот. Тоа го зборува и порано. Значи сета една негативна работа, јас се извинувам, се увелам за уставните суди, една негативна работа помучува многу други негативни работи. А иначе ова што викате вие дека за државата никој не се, за тие лица никој не се грижи. Дали доволно се грижи е прашањето, не никој не се грижи. Се доволно. Тоа треба да биде према снагата на државата, односно према стандардот на граѓаните. Добро, благодарам многу што го споделивте вашиот став со јавноста и те слушате какви се размислувањата, но секако и искуствата на оние кои што директно се дел од ова приказна и судбина. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Политичарите не мислат за луѓето. Само за ними мислат. Тие изголемија платите, а ние што сме болни, а псињата и купиме со пари. Не е како време на Југославија. Добро. Сега за мерење шеќер, оде да купам со пари, а нема такви ленти. Имат ленти, само да ја купиш со пари во аптекиње. Ова држава не е држава. Ова е треба да се смени целава власт и да ставят човек што мисли за народот. Поздрав од Роме од Биџева. Голем поздрав и до вас, благодарам и вам за вашето учество во црвена линија. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, би ве замолила малку погласно. Само да ви дообјаснам, за да им стане на граѓаните, видите очигледно дека некои од граѓаните не знаат што е вие убаво напишавте, дали доволно се. Еве како се грижи државата. До 64 години, како слепо лице, имам право на асистенција. Над 64 години ќе прогледам. Тогаш асистенција немам. Тоа е едната ставка. Втората ставка. Дали некој во Македонија знае, веројатно на сите се уште ни се свежи ковид ситуациите. Ние, слепите во Македонија, цела ковид криза ја поминавме без ниту еден говорен топломер. Нешто не ми го дава државата како помагало, туку што немам каде да го купам во мојата држава. Еден таков топломер кошта 10 евра, а јас од Хрватска го порачав и со се поштарини, со се плаќање во банки, ме кошташе 30 евра. Друга работа, децата што одат во училиште, не е доволно само да направиме инклузија. Тоа се прави со адекватна поддршка. Грото од тие деца кои се слепи излегуваат елементарно неписмени, бидејќи нема рехабилитатори и едукатори кои го знаат браевото писмо. А во секојдневниот живот немаме ние толку многу помагала и толку многу можности, без браево писмо да може да го организираме нормалното секојдневно живење. Многу теми има и сакам само да кажам дека ни малку нема грижа. Многу уште треба да се стори. Благодарам. Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. А јас сега ќе споделам уште еден твит со вас, оглед на тоа што и на Твитер заедницата дискутира на оваа наша денешна тема и еве ќе продолжам со твитот на мадам Драгон, која што има напишано: да си истурам фрустрација. Ке зарѓате и СДСМ Македонија и ВМРО ДПМН и сите така наречени политички фактори што повеќе од 20 години не ги решивте проблемите на лицата со попреченост. Останавте на празни ветувања и лажење до безвест. А според вас, дали државата, еве ќе напоменам уште погласно, за да бидеме и појасни, доволно според вас се грижи за лицата со попреченост? Добар ден.
Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Голем поздрав и до вас. Значи, јас сум лице со посебни потреби, користам инвалидска количка, благодарение на таа болеста мултиплекс склероза. Сега, државата, колку и да се грижи за нас, не може да ни го врати здравието. Сега, моето размислување, моите потреби се овие. Пред некој период се зголеми додатокот, да речеме за туѓа нега и за мобилност, но колку и да се зголемува, тој сепак не може да ги покрие основните потреби. Колку точно изнесува во моментот? Не ве слушнав. Колку точно изнесува во моментот? Во моментот за мобилност изнесува 8.659 денари, така, а за додаток, што е за туѓа нега, негде околу 5.500 денари. Така. Значи, и колку тоа сега се зголеми во последните, да речеме, 4-5 месеци, али сепак тоа е минимално, малку е за основните потреби. Но можам да кажам дека државата оди во правилен правец, дека ќе се зголемуваат и понатамо средствата, но колку и да направи за овие лица сепак се малку. Слушнавте и од гледачката пред малку дека има многу нешта на кои што треба да се работи, не е само зголемувањето на додатокот. Така, да. Па какво е вашето лично искуство, Еве? Јас моментално не ги користам тие што се асистент и другите работи не ги користам и дневните центри. Значи, благодарение на сопругата ми помага, така да има многу да се работи за овие лица, но кај нас треба да се средуваат постепено работите. Мислам дека оди во добра насока, го поддржувам протестот на лицава кои што протестираат. Така, благодарам многу што се вклучивте и еве оние кои што следат црвена линија, да знаете дека во ова денешно издание ќе направиме мала отстапка и да ќе го позголемиме времето на излагање на лицата кои што еве и сами кажаа се со попреченост, имаат цел живот таков предизвик пред себе и навистина сакаме да ја одвоиме повеќе време за нив за да ни ја предочат вистинската слика, бидејќи токму тие се тие кои што го живеат животот на таков начин. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, повелете, во црвена линија сте. Благодарам. Овака, државата, значи има одредено институции кои треба да се грижат за лицата со попреченост. Меѓутоа, нешто фали во законот, значи за тие лица. Прво, значи треба зграда која се прави да не може да се направи прием ако нема пристапен пат, значи да може инвалидизираното лице да може непречено да влезе во тој објект. Во дуќаните, моловите, маркети и си треба да бидат обавезно, значи задолжени да имаат значи направено пристап да може тие лица да може да влезат, да пазарат, да платат и да излезат нормално како и сите останати. Слушнавме од гледач кој што самиот финансирал да се постави рампа во неговата. Го слушнав тој човек, значи меѓутоа не треба тој да финансира, затоа што финансиите на сите нас ни се толку мали, значи и да сакаме да финансираме, не можеме, тоа се големи средства. Еве се случи да се покачат платите за 78%. Тоа ќе се покачат и 180 за нив. Меѓутоа, значи треба основно да биде да не се продаваат станови на инвалидизирани лица, значи само на призење со приоритет да бидат исклучено, затоа што може во зградата да нема лифт. Како ќе се качи тоа лице повисоко од призење? Мислиш дека фалат многу работи во законот кои што треба да му ги помогнат на да бидат олеснување. Секако благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Може една мала реплика да му дам на овој
од Велјанот што се прикажуваше од окружните села, на 23 октомври да навред сета Македонија. Да се бришат ВМРО, буквите да се бришале. Дали вака сега, значи денес темата, ве молам, почете кон оние кои што верувам дека со огромен интерес го следат ова издание на Црвена линија. Значи зборуваме за предизвиците со кои што секојдневно се среќаваат лицата со попреченост. Веќе 3 дена и протестираат пред влада денонокно и она за што сакаме да зборуваме со вас е секако дали според вас државата, па и ние доволно се грижиме за лицата со попреченост. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Благодарам. Како што гледам луѓето како се обраќаат и кажуваат, ова веќе во Македонија кажува дека такво безверие нема никаде во светот. А тоа го знае повеќенина од македонците што сме по државата и што реално гледаме на работите. И гледајќи така реално гледаме дека не само луѓе со попреченост, него и тие што не се со попреченост го живеат животот како да се и тие попречени. Затоа што во Македонија веќе 30 години овие наши владетелски партии владеат, ама владеат лично од 95-та наому, лично за своите лични интереси. Каква Македонија, каква држава, каков народ. После 95-та-6-та година почнаа да доаѓаат во партиите, нарочито во ВМРО, дворични луѓе, дволични, расипани, биќе оставени на замот на времето. Ама имал диплома, имал ова, имал она, ајде ние верувај на сите, пушти го тој дипломиран, пушти го ова, она, пушти го ваму таму, станаа тие веќе капиталисти. А како може да им се олесниме? Според вас, што прво треба да се направи за лицата со попреченост? Прво треба да се направи национална стратегија. Да се знае што е криво, што е право, инаку не се знае што е право, што е криво, кој е крив, кој е виновен. Ништо не се знае во Македонија. Затоа е ова дереди, пошто а кривото е право. Затоа нема пари за овие луѓе. Нема за лекови, нема за помагала, нема за ништо. Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. И добар ден. Ајде, ќе продолжиме со Твитерџи. Секако, јас и тука ќе ве подсетам, не заборавајте да не заследите на Facebook Црвена линија, Твитер Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија, но и еве, се уште имате време, а и ако не заследите на Инстаграм, ќе можете активно секојдневно да учествувате во нашите Инстаграм стори анкети. Денешното прашање е она што ги прашуваме и оние кои што се активен дел од Црвена линија. Тоа дали државата доволно се грижи за лицата со попреченост. Што значи на Инстаграм стори кликнете и дадете го вашиот одговор, а наскоро по рекламите ќе бидат соопштени и резултатите. Како и да, еве ќе продолжам со Твитерџи. Бранче Паланчанче уште на 22 мај има напишано, всушност има напишано се гледаме на протест на лицата со попреченост. Практично ова е и најава за протестите кои што се случуваат деновиве пред влада. Еве тука стои интересно, Уставен суд го отклучи механизмот, владата не понуди решение за ревидирање на покачувањето на функционерските плати покрај државниот врв. Министрите, пратениците, судиите, обвинителите ќе се офајдат и градоначалниците и директорите и нивните заменици со 78% повисока плата. А она што бараат лицата со попреченост е 78%, како стои и на плакатот. Социјална правда, ние доаѓаме. Добар ден. Добар ден. Јас би ве замолила малку погласно.
Да, ве слушам сега, да. Да, ете, одлично ве слушам и јас, па еве, кој ќе биде вашиот одговор во однос на грижата, дали е доволна? Ова со попреченост, мислам дека не се грижи доволно. Еве, например, во Гергелија, железничката станица е веќе направена повеќе од 5 години, а не се вклучени ни просториите за билети ваѓање, се дава во една импровизирана онако баракичка малецка, трафика заправо. И тие се попреченост и тие што се обични луѓе не може да влезат никога врне, никога е снег, никога е дожд, а камоли па за лица со попреченост. Нити има некој кос нагиб за овие што се инвалидитет за да се придружи баш кога правя им реков да го направат, не направија. Значи, воопшто 5 години чекаме да се отвори чекална таму да чекаат и трудни, и бремени, и што ти ја знам, и обични нормални греча, така не сравнено, него едноставно со попреченост. Иначе има попреченост во смисла на некои што сакаат да сработуваат цела брзина и кажат ќе не скучите. И шират важни дезинформации, репективни етикети, нечести неморални болни, што ти ја знам, наслати и секакви измислени, од луѓе со низок интелект кои немаат ни основно образование, и шират ги попречуваат во комуникација, ги избрират платени од тоа преку сектор за организиран криминал, кој купува секаде и судови и се, и прави дармар, го шири криминал. А овие што се, зашто не се грижат овие што се со дрога, например? Несто да ги опоменат, они право затвор ги пикаат. Благодарам за јавувањето и еве сега една напомена, мала дигресија ќе направам во моментот. Знам дека интересот за заврти на Телма е голем, а ќе дојде време и за квизот. Па еве апелирам до оние кои што ги блокираат во моментот линиите, кои што се наменети за оние кои што треба активно да се вклучат во црвена линија. Бидете трпеливи и за кусо време ќе стартуваме со заврти на Телма. А и оние кои што го гледаат квизот, верувам дека го следат и животот и случувањата во земјава, па еве топло препорачувам да се вклучат во црвена линија, нека вртат на овој број и секако нека не заборават да дадат одговор на денешното прашање дали државата доволно се грижи за луѓето со попреченост. Добар ден. Здраво, бидејќи лично без засегнат од оваа тема, си зедов за право уште еднаш да се јавам. Слободно, дозволено е секако. Так, државата кажав дека не се грижи доволно, али колку и да направи државата, сепак и тоа би било малку. Така да, мислам дека почна работи да се движат во правилен пат, затоа што по изминатиот период, неколку години или децении наназад, ова лица добива парични средства кои што не ги заслужуваат. Да речеме, доста тоа се злоупотребуваше истото и со инвалидските пензии, истото се злоупотребуваше и со да добиваат лица туѓа нега кои што не ја заслужуваат. И моje мислење дека треба да видат прегледите на една година како што се и сега, али да не се дозволува на оние лица кои што не заслужуваат да добиваат. Исто би се сложили лицата што земаат социјална помош, кои што се здрави, прави, можат да работат, а истите, пошто не ќе да работат, користат социјална помош. Сега точно не знам колку таа изнесла, али сигурно 7-8 000 добиваат од државата. А еве, сметате ли дека треба, заслужувате да имате и вие 78% покачување на додатокот и помош? Јас мислам дека заслужувам многу повеќе, бидејќи 20 години носев униформа како полицаец и инспектор, а не 70, јас би заслужувал можда и 200% зголемување. Али сум сепак благодарен на тоа што го добивам. Благодарам многу за вашето јавување и се разбира за тоа што еве споделивте од лично искуство како лице со попреченост, од што се задоволни, од што не сте задоволни. А сега веќе дојде и времето за реклами, се уште имате време да дадете одговор на Instagram стори анкетата, заследете не, одговорите па следуваат и резултатите од истата. Повторно со црвена линија е сега оној дел каде што ќе ви ги соопштам и резултатите од денешната Instagram стори анкета. Прашањето беше како и она што го поставивме до сите вас.
Дали државата доволно се грижи за лицата со попреченост? Еве како се одговори. Со да одговорија со 8%, а со не одговорија 92%. Сега доаѓа моментот каде што јас ќе се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество во Црвена линија и сега утре повторно, еве, верувам дека ќе бидете дел од новото издание. Но и еве сега топло препорачувам сите вие да да се овозможите една радост, едни убави мигови со оглед на тоа што во заврти на Телма се случуваат убави нешта, како што е вчерашното освојување на главната награда, драги мои, а тоа е фрижидер. Еве и за денес слободно ќе потенцирам дека ве ставаме пред нов предизвик. Оние кои што вртеа во текот на Црвена линија зашто поскоро да бидат вклучени, ќе потсетам, ја вртете го телефонскиот број за Црвена линија, а сега веќе во заврти на Телма знаете дека можете да играте за нов телевизор. А за ве подготвам за тоа, секако ќе ви прочитам и прашање кои што секако ќе ги има во квизот. Па така, драги мои, добро запаметете. Имаме прашање кој што вели колку години би имале денес ако сте родени на Свети Трипун во 1915 година. Кој воен термин на буквата Г се користи за артилериска муниција? Кој е името на тенисерката Сафина? И еве уште едно прашање, која година се случил олимпискиот масакар во Минхен? Како и да, очекувам и денес да се радуваме, бидејќи може некој од вас да освои телевизор. Па ајде, дечки, сите вие што сте дел од Црвена линија, топло ве поканувам да се расположите и да го завртиме заедно тркалото. Останатите знаат како оди тоа. Се гледаме.